Првичната идеја нам како локална самоуправа ни беше да направиме една трансформација на целиот град, да велосипедот не биде користен само како рекреативно средство. Напротив, сакаме да го воведеме велосипедот како средство за превоз низ градот. Ја искористуваме положбата на Струмица затоа што преку 80% од градот имаме рамен терен. Едно од најдобрите превозни средства е велосипедот. Според сите истражувања докажано дека до патување до 5 километри оддалеченост најбрз превоз е велосипедскиот превоз и нуди плюс превоз од врата до врата за разлика од автомобилскиот превоз. Нормално дека тука не застануваме, туку целта ни е да ги поврземе и населените места со велосипедска инфраструктура, така да мобилноста од населените места кон градот или поблиските населени места да можат велосипедски да комуницираат со урбаниот дел на општина Струмица. Треба малку трпение спрема велосипедистите, а исто така треба голема подршка од полицијата и од општината со цел да почне да намалува паркинг места во централните подрачја, да може луѓето потешко да им биде користењето на автомобили него велосипедисти и на тој начин ние ќе бидеме приморани да ги користиме. Имплементацијата на така сериозни проекти нормално дека бараат трпение од граѓаните, бараат трпение од нас како локална самоуправа, од мене како градоначалник, да луѓето се навикнат дека не треба да ги паркираат своите автомобили на тротоарите, на велосипедските патеки, дека велосипедската патека е наменета за велосипедите и тротинетите, а не за пешаците, но тоа е еден момент во кој што ние имаме разбирање, имаме толеранција. Со многу напорна работа и со постојано кревање на свеста, јас сум сигурен дека за многу брзо време велосипедот ќе стане едно од најкористените превозни средства во нашата општина Струмица. Мислам дека граѓаните не се добро запознаени, ни фали малку таа велосипедската култура. Пред јас и како професор во средно школо, мислам дека е редно време да се воведат и часови по велосипедизам. На тој начин ќе бидат луѓето многу позапознаени од бенефитот на користење на велосипедизам. Како бесплатен превоз, како многу поздрав живот, побрз транспорт и така. Навистина мал е бројот на струмичани кои што го користат велосипедот како превозно средство. Во најмала рака очекувам по завршување на комплетната велосипедска инфраструктура, зборувам за велосипедските патеки, барем во урбаниот дел на градот, додека да ги реализираме и оние кон населените места, очекувам дека користењето на велосипедот ќе се мултиплицира за неколку стотици пати. Веќе забележуваме многу голем број на граѓани, и помлади и повозрасни, кои што ја користат велосипедската патека, нормално како побезбедно нешто на кое што може да го користат својот велосипед и очекувам дека тоа рапидно ќе расте.